Меѓутоа, пред да започнеме со сите овие најави кои што предмалку ги споменав, редно е ова утрина, како и секогаш, да поразговараме за меѓународната политика и случувањата во светот со мојот колега Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро и добро дојде во утрински печат. Подобро ве најдов, иако јас сум овдека почесто, можам да кажам добро дојде, ти си денеска водителот и уредникот на денот. Токму така. Дејан, денеска е убав ден. Како што најавив е Велики четврток. Граѓаните, барем они од христијанската вероисповест, од православната, празнуваат со оние традиционални верски обичаи кои што ги прават во своите домови. Интересно покрај она што напоменав е дека можеме да споменеме дека во наредните денови започнуваат и великденските празници, малку одмор за нас, малку релаксација, хармонија. Добро, дежурни нема одмор, не е нашава професија, не е баш за одмор, мора да работи сајтот, мора да работи, можеби нема да имаме емисија. Да, од денеска почнуваат великденските празнувањето на великденските празници. За верниците од православната вероисповест, луѓето кои не знам колку тамо дена да не сум многу компетентен постеа, сега ќе се вратат у кондиција со јадење и пиење. Сега ќе имаме веќе традиционално апели од лекарите, тие што постеле да не почнат одеднаш нагло да јадат, особено јајцата се основната храна, тие се тешки. И ќе слушаме една песна од еден наш автор кој 4 дена ќе го слушаме на Великден. Морам тоа да го искоментирам, бидејќи тоа секоја година се случува. Убави празници, нормално за верниците од православна вероисповест, за католиците беа убави прошлата недела, следната недела е за муслиманските верници Рамзан Бајрам, значи тоа е овој период на една и потоа доаѓа еден исто голем празник на нас кои потекнуваме од малце постара генерација, 1 мај, кој е ден на трудот и ние што многу се трудиме, тој ден ќе го почитуваме најмногу. Ние укинаа традицијата за скарата на традиционален 2 мај, но ние што сме големи верници во 1 мај, тоа го спроведуваме тој адот. Така да, шегата на страна, доаѓа период на убави празници, малку луѓето ќе одморат, малку луѓето ќе бидат со семејство, тие што имаат можност ќе прошетаат, тие што немаат можност ќе прошетаат низ парк и водно. Така да, ајде, после цела зима, после сите овие наши информации со кои ги бомбардираме секој утро граѓаните, гледачите, малце може и нема да не читаат и да не гледаат, се со цел малце да се одморат, бидејќи доаѓа подоа лето, ќе почнат оние горештини, ќе почне повторно да дигаме паника како има 50 степени, како луѓето да не излегуваат. Така, и тоа секоја година така и тоа е животот. Се повторно, накратко кажано. Дејан, кажа во својата најава, граѓаните ќе одмараат, но дали одмара меѓународната политика и светските збиднувања? Па она што ќе го излечеме одма како во контекст, сега е Великден и сега украинската страна во оваа војна со Русија бара примирие, односно прекин на огнот, на што Русија не кажа ништо, но не планира да има прекин на огнот, а тоа е па возвраќање на барањето на Русија за Божик, кога Москва прогласи 4 дена прекин на огнот, а Украина велеше, ма каков Божик, ние ќе се бориме, че се менуваат тие работи. Зошто го кажам ова, бидејќи се два православни народи, за два големи верски празници, ни на празници, ни на такви збиднувања не мируваат. Никога учевме историја за Првата светска војна, особено и Втората, кога беа тие некои такви големи празници, се почитуваше прекин. Имаше прекин на огнот, немаше примирие, но имаше прекин на огнот. Сега некако се сменија работите, а војната во информационата сфера таа не мирува 24/7, информациите летаат и луѓето кога се слободни, денеска мобилниот телефон и компјутерот имаат социјални мрежи, тие се буквално оружје. Тие што се на терен пукаат, некои други пукаат од своите уреди, смарт уреди, значи војната информациона продолжува, сведоци сме 24/7 на тоа. Тоа беше и едни од пораките, ајде да не кажеме изјавите на високиот представник на State Department кој што допатува вчера и завчера во Македонија, Джеймс Рубин, кој што
на средбата со македонските власти, истакната дека информационата војна е загрижувачка, особено во Западен Балкан, кога се однесува за оние дезинформации кои што нашите граѓаните општо ги впиваат од условно кажано медиумите кои што постојат. Ако во оваа војна нова технологија у војната од оружјето станаа дроновите, нели? Дроновите се нов тип, ние у претходни војни кои ги следевме, као што е Ирак, Афганистан, да не ги спомнувам сега, кои се во поновата историја, не е толку одамна војната, нападот врз Ирак или ова, не постоја дронови, сега дроновите ги воведоа, едно од новитетите како оружје се дроновите, нели, на бојното поле. Во информацијското војно поле, ново оружје се социјалните медиуми. Па така, Джеймс Рубин, човекот кој е поранешен сопруг на на реномирана колешка Кристијана Лампур, која и како знае како се прави информациона војна преку CNN. Сега полека CNN веќе нема таа главна улога во војната информациона, него дојдоа Твитер, Фејсбукот не е толку, да, социјалните мрежи кои ги заобиколуваат на некој начин традиционалните медиуми. Западот воведе целосна, да кажеме, цензура за проруските и руските медиуми. Ги укина Russia Today, сега не ги набројувам, што ја лично мислам дека не беше во ред. Исто како што не беше во ред и 1999 година да ја бомбардират РТС под образложение дека шири пропаганда. Значи, тоа така не се прави, барем не би требало, а сега Джеймс Рубин ова го вели бидејќи се свесни дека социјалните мрежи се многу се покажа дека можат герилски да војуваат. Значи Russia Today не може да емитува сигнал, но можеме на Телеграм да гледаме Телеграм налози, па да процениме што и како. И сега од една страна го имаш Твитер, до друга страна го имаш Телеграм, и тие два ги зимам за пример се во судир. Сега ние као новинар во таа размена на информација нема никаков филтер кој што ќе нема филтер. Филтерот треба да сме ние, новинарите. Имаме редакција, имаме импресум, имаме некакво образование новинарско, имаме искуство и филтерот се тоа. Јас кога велам не треба да се забрануваат медиуми, јас сериозно тоа го мислам. Остај да видам да проценам. Сега слободната проценка веројатно многу пати можат луѓето и да се индоктринираат, односно да бидат излажани, и тоа го зборува Джеймс Рубин. Но сега од друга страна ние имаме пропаганда и од Запад. Јас ке подсетам као новинар, многу тешко ми е да проценам што се случува вистински, многу пати имам погрешни поенти поради тоа што ја гледам оваа страна, а оваа многу помалку или ја барам, а ја немам да ја најдам достапно. Туку така. Повторно ќе кажам, тие се обидуваат руското влијание да го сузбијат тука, барајки го, значи тоа се протнало тука. И са како се протнало кога немаме руски медиуми. Веројатно е проблемот многу поголем од што ја лично можам да го согледам, а тоа се виде и со протекувањето на документите од Пентагон, кои се малку сомнителни како протекоа, бидејќи од една страна можат да протечат кај што има човек, има и човечка грешка, од друга страна Москва изразува сомневање дека можеби ова е некој трик, бидејќи во тие и тоа е информациона војна, тоа се обидувам да кажам. И тоа е информациона војна. Сега излезе информација дека украинската армија не е подготвена за фамозната контраофанзива, која треба да го пресече Херсонскиот дел и да влезе на Крим. Па сега одеднашка велат, тајните документи велат дека Украина не е подготвена за тоа и дека ќе мора да одолжи, и сега русите веројатно треба да се опуштат и да кажат овие не напаѓаат сега, ќе одмориме до јули. Сега тие велат не, ова е можда исто така трик, може украинците на големо се подготвуваат утре да нападнат, значи тоа е таа информациона војна што се обидувам да кажам. Сега луѓето подлегнуваат и гледаме дека подлегнуваат. Мислиш ли, сега и двајцата како професионалци во оваа сфера може законски да се регулира овој проблем? Говорам за земјава. Знаеме дека интернет просторот е слободен простор, условно кажано, и колку таа регулација ќе се судри со слободата на изразување, слободата на говор. Проблемот денеска е тоа е малку измешана работа, бидејќи јас еднатаму сум тврдел секогаш дека медиумите имаат професионална дејност, новинарството и односите со јавност се наука, зато има и катедра, се иде се студира тоа, не е тоа онака, него имаме катедра, не сме дипломирале новинарство, сме учеле толку и толку испити. Медиумите треба да имаат импресум и да го филтрираат, да ги филтрираат информациите, но што имаме сега од друга страна? Се смени начинот на комуникација.
ќе го упростам, гледачите ќе ме разберат. Веќе денеска многу малку луѓето зборат, а многу повеќе се на тастатура. Па онда имаме доле на секој ваков клип кој оди на YouTube, некој те вреѓа, некој те фали, некој те обвинува дека си ваков, некој те обвинува дека си таков. Луѓето не разговараат. Туку почна преку тастатура да бидат силни, а кога треба да се соочат со луѓето, не знаат подмет и прирок да спојат. Токму такво начин на размислување доаѓа до ова што го зборуваш ти. Така се пуштаат лажните вести. А кога имаш редакција каде што пишува главен уредник, пушти лажната вест, законски е регулирано дека ќе добиеш тужба. А вака кого ќе тужиш на Facebook и на Twitter што напишал дека си проруски или проамерикански или си издајца или си патриот и веќе не знам што. Токму тука е смената работата, начинот и ја не знам дали ќе може да го регулираат законски, ќе мора да има некаква нели тој за јавно искажана обвинување или збор, не знам што, можеш да го тужиш приватно. Но кај ќе стигнеме пак адвокатите ќе си спонапунат со пари, а ние ништо нема да направиме. Се сведе на она медиумска писменост која што сите се треба да залагаме. имаш култура и да ти се подигне свеста и да знаеш кога реагираш, а не да ти пишува некој доле како изгледаш. Абе ти ли најде да збориш за ова големиот аналитичар и да ти каже ваков си таков. Крај, што се понатаму. Разговараме дека треба да има една култура. Сега таа култура е восходно со народот во кој живееме. Каква е народот, таква е и културата. Се надевам дека ќе се подигне таа медиумска писменост која ја форсира толку многу. Ми се чини дека очигледно е сериозен проблем. Да, ама е форма без суштина, медиумска писменост и до сега не гледам ја дека нешто пописмени стана луѓето. Сума сумарум се останува на тебе самиот да процениш дали треба да се однесуваш така или овака. Дали ја аргументирано ќе те нападнам како мој колега или нема аргументирано да те нападам. А тоа така муабети, обвинувања и ти си ваков, ти си таков, тоа е забава за обични луѓе која после 2 сата поминува. Токму така. Дејан, што имаме конкретно во Украина? Пригожин, лидерот на Вагнер групата, според информации кои што ги објавија западните медиуми, се обидел да набави Се обидел. Така велат западните медиуми, од земја членка на НАТО се обидел да набави оружје, што исто така е сега проблематична изјава. Ќе кажам и зошто. Малку е вон памет Турција, се работи за Турција. Турција е пред избори. Ердоган мора многу да внимава што прави, бидејќи ако многу оди на руска страна, може да биде изминиран внатре, бидејќи Турција е сепак земја членка на НАТО. Така да ми се чини дека тоа е многу ризичен потег и мене ми се чини дека повторно ќе се вратам на разговорот порано. Не заземам страна, војната не ја оправдувам, причината за војната не ја оправдувам, но ние сме тука повеќе со информација од западни медиуми. Не можеме да видиме што вистински се случило. Можеме само да ја пренесеме вест. Пригожин наводно се обидел да набави оружје од земја членка на НАТО и на времено тоа е откриено и е спречено. Да, меѓутоа во информацијата немаше ни кога, ни како се... Сега дискутабилно дали и треба на Русија оружје. Па сега од друга страна, може на Русија и требат чипови за ракети, тоа што например, али не верувам дека треба Турција да зема оружје. И тоа НАТО оружје. Значи тоа се тие, ако влезеш малце во анализа на таа вест, више е лажна вест, а него вистинска вест. Ојќе, токму така, да. Не знае, второ, Пригожин е приватна фирма, не е Русија. По правило тој би можел. Можда може како бизнесмен, ако може некој азербејџанец, узбекистанец, може и тој. Зато велам, и сега ние одма ќе ја фатиме, и ова ја што го зборам, одма ќе видам, овие дека сум проруски. Не само зборувам сега, мораме да ги, кога ќе видиш веста, малце да размислиш да вест, дали е тоа логично. Зошто бил? Не викам дека не се обидел, само велам, добро и значи, друго е Путин да се обидел да побара оружје од земја членка на НАТО. Затоа велам, ова клик новинарство кое е многу популарно, не јас велам слободен печат, се обидува колку што може да ги проверува и да ги размислува вестите. Но повеќето медиуми, не само кај нас, и српските, и хрватските, зборувам реално, одат веднаш на убав наслов, тој да е кликан и луѓето виде, русите бараат оружје, нема. Чекај полека, зошто не би имале оружје? Русите барем оружје имаат. Можеме за друго да зборуваме, ова за оружје, дека имаат. Втора работа, приватна фирма може да побара, зошто да не. Така да, мораме да внимаваме и ние кога анализираме што кажуваме. Предпазливост да се земаат сите информации кои што
се може да се дојде, особено сега во Не, вакви сведоци сме какви наслови се прават. интернет времења. Какви наслови се прават. Насловот нема врска со текстот доле и луѓето кои ќе го видат на мобилен телефон, тоа е војна на информации, независно чие. Некој влегол психолошки да размисли, чекај, луѓето гледаат на брзинка информација наслов и ти у насловот ќе ставиш нешто, а после доле тоа нема врска. Да. И луѓето се палат одма и почнува тоа да метастазира и на крај ќе испадне што ќе испадне. Тоа е војната на информации. За Украина ме праша, само кратко ќе кажем, таму војната продолжува. Контраофанзива, офанзива, се уште трае фамата околу извадените документи. Да. Тоа кои сакам не да се те запрашам. точни се не знаем. Што може да очекуваме во однос на овие протечени, условно речено, документи од Пентагон? Може ли да ги наруши односите помеѓу САД, Европа и во случајов Украина? Вака, Или вакви случаи имаше и во ова е минатото? обид со нешто како Асанж и Викиликс, таково обиде, мене така ми личи, со тоа што се што излезе малку се демантираше, малку се потврди, И излезе. малку се зборуваше, ако Па затоа што се бидејќи- заташкува, не, затоа што очигледно е дека не е баш така. Сега Пентагон 3 недели збори панично, леле луѓе, што направивме, сега малце карикирам, а украинциве нема да може да направат контрафанзива. Или претходно па грешката на Зеленски е види ние ќе ве нападнеме таму и таму во толку и толку сат. Па факторот на изненадување главниот адут на една војна, каква и технологија да се смени. Од друга страна имавме уште една информација, нели излезе вчера своевиден мал скандал дека Србија всушност си продава оружје на Да, Украина. тоа подоцна во денот беше демантирано. од Србија српските го власти. демантираше, украинската амбасада во Белград рече дека нема информации. Меѓутоа, кај граѓаните, кај читателите останува на првичната информација што е значи луѓето не може да насловот. следат како јас и ти што не е согласувам. работа од 24/7. Мене утринава ми кажа некој од блискиве кај мене дека кои не се занимава со оваа професија, видели србите и свртеа грб на Русија. Чекај полека се, не знаеме. Можда и да, можда и не, ама ти си знаеш информацијата вчера. Тоа е таа војна, затоа велам треба и насловите и сето тоа малце поаналитички, не веднаш да се залетуваме сите, нешто ни е интересно и да го објавуваме. Колку пати сме биле сведоци, катастрофален земјотрес се случи некаде, како што читаш, катастрофалниот земјотрес се 3,5 степени у некоја пустина. Да. Само кога да е кликано, и тоа е стварно кликано, нели? Имаме аналитика, гледаме. Тоа се тие дезинформации. Не се работи дали е Украина, дали е Америка, дали е Русија. битна локацијата, се сложувам за тоа. Битно е важно е како ќе се презентира веста. Важно е веста, јас секогаш и на помладиве колеги го зборам. Во информацијското, во новинарството, прва и најважна единствена ствар е да не лажеш. Значи, мораш да кажеш вистината. Тоа е улогата на новинарството, е првин да не лажеш, да кажеш вистина или барем да се оградиш, види, сум чул, не сум сигурен, моја да ви кажам. Има најмалку 2 извора И во втора работа е информацијата. да ги отвара темите и да бара одговор од актуелните политичари, а не да се напаѓаат обични луѓе, да се напаѓаат колеги, што добиваш со тоа? Ти имаш таков став, ја имам ваков став и тоа е тоа. Затоа велам, сето тоа е војната во информацијоната сфера и секој сака да си ја стави во своја улога и да каже, види, ние сме добри, они не чинат. Токму така. Дејан, уште, кратко, бидејќи веќе гостинот ми пристигна во студиото, уште едно прашање. Во однос на, ја спомнавме, Украина, жртвите растат. Оние информации што ги гледаме е дека жестоки борби сепак има околу Бахмут. Бахмут, доколку ги гледаме, руските канали и руските информации е веќе завземет, меѓутоа се уште се војува на преријата или во околината на Бахмут. Па сега тука со информациите ќе зборуваме. Сега русите велат дека не го држат целосно на 80% Бахмут, а украинците Меѓутоа излезе украинците не велат дека русите не го држат Бахмут. И сега пак имате извртена теза. Порано русите велеа Бахмут е веќе освоен, Украина викаше ние го држиме и не се даваме. Последно сега со информациите е дека русите велат ние 80% го држиме Бахмут, уште малце ќе го заземеме, а украинците не велат ништо. И сега пак се збунет, пак треба да ја провериш таа информација. Што се случува со она западна донација на оружје? Стигнали во Бахмут тенковите? Па не стигнаа во Бахмут, стигнаа во Донецката област, се
шпекулира или западните медиуми го кажуваат тоа дека околу 200.000 војници се таму стационирани и дека се во регионот дојдени и првите 8 леопард тенкови. Русите како што замисли 8 тенка веќе како ги формираат своји единици кои што ќе бидат насочени директно и единствено кон сузбивање или уништување на оваа западна војна техника. Да, но има уште една опасна вест која вчера слушнава малку ја поминуваме. Да, сите знаевме дека е така, ама сега прв пат испадна дека имало и војници на земји членки на НАТО кои се борат од страната на Украина. Да, тие не свелат, јас сум пољак или холандјанец, но како да полека сакаат да се официализира дека добро е па војници на НАТО, па што? Тоа е поопасно во тие информации. Дали е вистина или не? Не, они не се со знамето на НАТО во Украина. Но ако се војници на земја членка, на земји членки на НАТО, и тоа може да се протолкува. Од друга страна, интересна вест која не ја споменуваме од вчера, Горниот и Долниот дом на Руската дума усвоја закон со кој преку онлайн или преку интернет ќе се спроведува мобилизацијата на оние нови 175.000 војници од Русија кои треба Колку има до сега ден во... Не би знал да кажам 300.000 војници беа во прва фаза. Во првата фаза, потоа има... Сега ова е втора фаза. Мора да се каже дека оние 120.000 војници со кои од 120 до 150.000 војници се навлеза во Украина. Се започна специјална војна операција, беа повеќето професионални војници, доброволци, луѓе кои име тоа работа. Вториве 300.000 беа, да кажеме, првопозивците, луѓето кои се во активна резерва, значи повторно се доброволно, да кажеме, не се тоа обични сега регрути собирани по улица туку. Сега овие 175.000 се веќе оние, да кажеме, првопозивци кои веројатно немаат ни воена обука, кои треба да ги пополнат единиците. Јас се согласувам со тезата дека Русија нема да ги прати тие млади деца веднаш на фронт, треба да ги обучи. Кој бил у војска знае дека обуката трае најмалку 6 месеци до година. Така, веројатно овие доаѓаат за да ги пополнат единиците од позадина кои се па одат во напад, тоа се оние 300.000 претходно мобилизирани. Да, и ротација предпоставува. Ротација, умор, повредени, загинати, пополнување на бројноста на единиците. Тоа го прави и Украина. Украина исто така постои фама, да не се лажеме, дека и присилно се мобилизираат украинците, пошто денешното време социјалните мрежи ги спомна, малкумина сакаат да одат во војска да војуваат во име на некакви ова, а од друга страна мораш да одиш бидејќи ќе те мобилизираат. Тоа го гледавме и во поранешна СФР каде што луѓето беа мобилизирани за војни, некакви, видовме како се тоа заврши. Се на се не е добро, она што мене ме секиру целата приказна е дека крајот на војната не се гледа. Да се надеваме дека, ако ништо друго, празниците колку толку ќе ги смират. Ке видиме дали ќе има примирие, дали ќе има барем прекин на огнот, бидејќи повторно кажам, Русија овој пат, како да ја врати на Украина за она што се случуваше во Божи, која ја одби да има прекин на огнот. Ќе видиме што ќе се случува на боиштата во Украина, затоа и впрочем подоцна во емисијата ќе продискутираме и со мојот гостин, редовен гостин, професорот Хаџи Јанев. Овдека некаде ќе ти се заблагодарам за... И јас тебе. За оваа твоја анализа, размислување ова изутрина. А на гледачите ќе им порачам да останат по рекламите и краткиот джингл што следува, бидејќи во студиото ќе го имаме мојот прв гостин за денеска, тоа е господинот Ацо Костов, поранешен директор на управата за чување на културното наследство во Македонија.